Од чешмите на Гостиварци ќе протече филтрирана вода. Проектот за пречистителната станица во Вруток е доведен до завршна фаза. Од понеделник 7 до петок 12 септември ќе се вршат градежни работи за поврзување на водоводната мрежа со станицата, информираат од локалната самоуправа на Гостивар. Во текот на теренските работи се очекува периодично намалување на притисокот на водата во повисоките делови од градот, а не се исклучува можноста да има и кратки прекини во водоснабдувањето. Општинските власти и јавното предпријатие Комуналец бараат разбирање од граѓаните со оглед на тоа дека станува збор за важен проект што ќе реши горлив проблем за Гостивар. Со работата на пречистителната станица Гостиварци за прв пат во историјата ќе се снабдуваат со филтрирана вода, нешто што беше потреба и желба на граѓаните со децении, стои во соопштението на службата за информирање. Филтер станицата близу изворите во Вруток почна да се гради во 2011 година. Проектот е тежок околу 2 милиони евра. Полицијата регистрираше инцидент помеѓу неколку лица во Тетово. Според МВР, вчера околу 21 часот и 15 минути на раскрсницата од улицата Мурат Бафтијари и улицата Киро Ристовски Дрнц во Тетово, 23 годишник заедно со неговиот 3 години помал брат бил физички нападнат од 65 годишник и неговиот син на возраст од 33 години, инаку нивни сватови, и тоа со тупаници и клоци во пределот на главата и телото, а во еден момент повозрастниот со рачка од пиштол му задал неколку удари во пределот на грбот, пошто го напуштиле местото на настанот. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Два трактори со околу 5 метри кубни огревно дрво, како и 7 исечени трупци со различни должини од 3 до 5 метри пронашла полицијата при синоќешната акцијска контрола, што во периодот од 20 часот до полноќ била спроведена во местноста Каптажа, кај селото Джепчиште, информираше денеска портпаролот на МВР Тетово Маријан Јосифовски. Тој посочи дека акцијската контрола била дел од активностите за спречување на нелегална сеча, транспорт и продажба на огревно дрво. Во првиот момент на местото каде биле тракторите немало никој. За подоц на тракторите како свој да ги пријави 38 годишникот Порој. Тој бил приведен во полициската станица Тетово, а тракторите со дрвата и сечените трупци, една моторна пила и една секира биле одземени, при што и сечените дрва и трупци и биле предадени на шумската полиција. По извршениот разговор со лицето, тоа било пуштено и ќе се соочи со соодветен поднесок, рекоа од тетовската полиција. Пиперките ајварки годинава со повисока цена од лани. На тетовскиот зелен пазар се продаваат по цена од 30 до 40 денари за килограм, во зависност од квалитетот. Состојбата со доматите е обратна. Ако минатата година килограм се продаваше за 30, односно 50 денари, сега тие имаат просечна цена од 20 денари, а може да се најдат и за 10 денари за килограм. Зелените пиперки се нудеа по цена од 3 килограми за 100 денари, корнишоните за 40 до 50 денари. Тетовскиот зелен пазар деновиве вообичаено е снабден со сите зеленчуци и овошји од годинешниот есенски род. Потрошувачите велат дека цените на градинарските култури се повисоки. Повеќето од продавачите пак, не сакајќи да говорат пред камера, се жалат дека не можат да ја продадат стоката, но едните и другите се согласуваат дека владее немаштија кај граѓаните. Цена јефтина, не е баш скупо. 30 динара црвени, зависи од квалитета. Споредба со минатата година, какви се годинава цените на вакцина? Не е баш скупо, ево, 30 динара, пој 30, некој 30 динара, лути, благи, компетитор, не е баш скупо, ali нема паре, кризато. Платите, знаемо, се мали. Пензијете исто така. Тој што има поголема пензија може да се снабди за зимница, другото е многу тешко. Се снаоѓа народот, ама многу тешко. Затоа што немаштија постои, невработеност постои, така да некој од морални причини да направи, од сакање да направи за зимница нешто, и некој е многу скапо, стварно. На производителот не му е скапо зашто он продава, ама тој купувач од Бога ми. Ќе се помисли дали да купи. Производите на пазарот, дали се скапи? Скапи се.
Во споредба со лани? Па споредба со лани, ми се чини лани беше пиперот, ево зајвар за пример. Ја го зев по 30 динара. Сега пат тука е се. Очекуваме да се смали уште цената, ама ќе видиме. Скапи тоа бајди скапи. Еве сега лютиот 80 денара, другиот 40. Скапо е, ама што да правиме сега? Поради овие високи цени за плитки од джеп на граѓанинот, речиси секое тетовско семејство е во дилема дали и колку да прави зимница оваа есен. Ќе правите зимница? Не бе, како зимница, ќе купиме у дуќан. Има све, и лютица има, и пиперка има, све има. Поарно да се не мучимо. Ми у зграда смо мало потешко е. Кој има двор, може. И вода тука му е, и дрва и све, а ми мора да купиме. Па нешто направивме, нешто, ама многу со тешко. Сега гледamo да земо пензија, па да направимо. Она што треба, неопходно. Да, иначе добро, фала Богу. Има све, само да има пари. Ќе правите годинова зимница? Ќе правиме обавезно. Ќе направиме адетот. Сепак и покрај високите цени на пазарот, според изјавите на семејствата, и годинава нема да изостане традицијата. Зимница ќе се прави, а неизоставен дел ќе биде јајварот, можеби во помали количини. Зидот кој се гради покрај шарената џамија не се одесува со комплексот објекти изградени покрај реката Пена кои имаат карактеристична градска архитектура, велат од семејството Палоши кое живее во познатите бегови конаци. Старите мостови, турскиот тамам, џамијата и конаците имаат автентична градба својствена само за Тетово. Со изградбата на зидот кој има елементи на неокласицизам, се нарушува изгледот на целиот комплекс на стари објекти во овој дел на градот. Таа скица што е дадена тука за зидот, во ништо не се совпаѓа со архитектурата на шарената џамија или со архитектурата на исламот. Тоа е повеќе еден неокласицизам на Корбезие и тоа може да се види дека она што го дале, ако го направат така, нема никаква важност за овој комплексот кој има посебно значење и посебна архитектура. Општина Тетово го гради зидот со финансиска помош од градот Бурса, Република Турција. Јас сум за донации, меѓутоа донациите ние треба да нудиме на маса на донатора, дај направи го мостот, прави го, ама по наши проекти, а не по твои проекти. Тука е таа грешка дека кој што доаѓа овде донатори сега диктира и каков стил да се направи. Мислам дека и тој објект таму, не верувам дека има градежна дозвола, не верувам дека Министерството за култура или Министерство за чување на спомениците имат дадена согласност за таа работа. Не знам докаде е општината, не верувам дека и општината дава, затоа што и нема такви стручни луѓе во општината кои би могли да навлезат во таа сфера на архитектура и зачувување и реконструкција на делот овој, да речеме, комплекс на шарена џамија. Градоначалничката на Тетово Тута Арифи тврди дека со изградбата на зидот нема да се наруши изгледот на комплексот градби со автентична локална архитектура. Тоа е еден проект за кој е донатор, значи општината, големата општина Бурса. Од Турција се работи по еден проект кој ќе го покрива, значи не само од зидот, туку и страните од мостот, и кој убаво се комбинира и со веќе активниот проект за реконструкција, значи на Амамот, која оди преку заводот, значи за заштита, значи на културното наследство. Се надеваме дека тоа ќе биде така, ќе даде повеќе убавина на местото, а исто така ќе одиме и со реконструкција на повеќе зелени површини, тоа ќе го опфати и тој парк таму. Шарената џамија каде се гради зидот со елементи на неокласицизам е на листата на кандидати, кои ЮНЕСКО треба да ги прогласи како посебни објекти. Министерството за труд и социјална политика објави јавен повик за корисниците на пензија за користење на проектот Бесплатна бањско-климатска рекреација за 2016 година. Заклучно со 2015 година овој проект опфатил 33.000 корисници на пензија, додека за 2016 година обезбедени се финансиски средства во износ од 38 милиони денари за покривање на престојот на 5.000 пензионери. Приоритет ќе имаат оние кои имаат пониски пензии, потоа лицата со инвалидитет, како и пензионерите рудари кои што работеле во подземен ископ.
Исто така објавен е и повикот за бесплатен туристички викенд за пензионери за наредната 2016 година. Оваа година преку овој проект 3000 пензионери веќе ја користат услугата бесплатен викенд. Станува збор за дел од програмата на владата за чија реализација за оваа година се издвоени околу 12 милиони денари. За реализација на тој проект за 2016 година од буџетот се издвоени исто така околу 2 милиони денари. Од ресорното министерство ги повикуваат сите заинтересирани пензионери да аплицираат за понудените содржини со забелешка дека владата и во наредниот период ќе продолжи со грижата за највозрастната категорија граѓани преку реализација на слични проекти насочени кон подобрување на нивното секојдневие. Минатата година речиси 20.000 пензионери аплицираа за користење на бесплатен туристички викенд, додека услугата за бесплатна бањско-климатска рекреација досега ја искористиле над 32.000 пензионери. Денес имавме сончево и топло време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 12 до 20 степени, а дневната од 29 до 35 степени. Утре не очекува претежно сончево време. Утринската температура ќе се движи од 12 до 20, а дневната од 20 до 28 степени.